Најавивме утринава всушност со целата екипа дека ќе кулминира денешно утринско издание. Знам дека тоа се брзо само што влезе во студија, ама не се секири, успокој се. Бојан Диков дека ни е во студиото. Инаку споделивме последниот месец редакцијски го говоревме всушност овој начин на една фитнес револуција. Лично јас му честитав на Бојан Диков, кој што е фитнес тренер и тренер за физичка подготовка, за тоа што го создадува всушност една екипа или ATG, како ќе му дојде, група за атлетска вистина. Јас те прашав всушност меѓу другото, како и да е, добро ми дојде вака, улетани во студио, ама подготвени да се тренираме денес со тебе. Да, дефинитивно. Како што кажа, ние работиме по систем на вежбање кој што се вика Athletic Truth Group на англиски, односно преведено на македонски е група за атлетската вистина. Тоа е систем кој што доаѓа од Америка, од човек кој што бил поранешен кошаркар, имал многу повреди со колената, имал проблеми со телото. Така се пресликува целата приказна. Да, од таму доаѓа, бидејќи он вежбал традиционално по сите тие фитнес методи кои што во тоа време постоеле и биле распространети и завршува со 3 операции на колената, после 10 години тренирање кошарка, болки и неможност да игра кошарка и он решава, окей, ќе најдам начин, решение да си ги средам колената, да се вратам да играм кошарка. Всушност тој од долгогодишни искуства со кошарката веќе има проблеми со зглобови, со коски и така натаму. Да, како што сме свесни наоколу дека се повеќе болки операции на колената се случуваат. Добро, и кај нив Бојан изискува многу енергија, мислам, самите тренинзи спортисти, мислам, како велат имаше една прилика кога дојде кај нас ортопед, вели фудбалерите некогаш се вика како доноселе високи подпетици што има деформитети токму поради тренинзите и верам дека и ова е чист пример за кошаркарот. Да, дефинитивно и затоа мораме ние да го припремиме телото за да го поднесе тој напор и тоа е тоа што го работиме во ATG, веќе он трагајќи по вистината како да си ги среди колената, затоа се вика група за атлетска вистина, да се врати да биде атлета, да се врати да биде спремен да игра кошарка повторно, се запознава со еден ментор што има тренирано највеќе златни олимписки медалисти, се вика Чарлс Полеквин, инаку името на овој кошаркар што го има направено ATG е Бен Патрик. На Инстаграм може да го видите како Knees Over Toes Guy, ќе ви кажам за кратко зошто. Имаше изгледа да играеш лична средба со него? Не, јас се запознав 3 години со него. Бев на Карибите на зимување, да кажем. Така се случи конекцијата. Да, 2019-та се запознав со еден негов пријател, ме праша што работиш. Не знаеш како ќе те однесе животот. Да, и беше така, магично, ставно беше као, што работиш, му викам тренер. И ми вика, окей, ја имам еден пријател од Америка, работи по малце различни методи, ми ја кажува неговата приказна, јас бев као, окей, ме заинтересира. Го отворив, гледам малце работи, различни вежби, нешто што претходно ето јас исто не сум бил учен по тие методи. Да, и му пишав, стапиме во контакт и пробав неговата програма, ми ја даде и бев како окей, ова е тоа што јас го барав претходно и да, може да видите на... Ова се всушност такви некои видео содржани од група за атлетска вистина, така ова е нашата сала што моментално е единствена во Европа, ако не и во светот, официјално ATG сала, бидејќи неговиот која е наменета за баш овие вежби. 100% за ATG и е 100% опремена за тие тренинзи, бидејќи неговите програми се само онлайн, сега и во моментов се работи на отварање на повеќе сали во светот. Така да така и се запознав пред 3 години. Неопходен беше апрув или одобрување од него за да се направи така? Бидејќи да речам се негови тип на вежби или нешто што... Да, значи ние сме официјално со лиценца ATG директно од Бен и така натаму со одобрение да имаме првата сала. Инаку ќе ти честитам за тебе и тимот. Колку веќе како имате спортската сала? 5 месец, сега на кај 6 месец. Значи веќе се ближите до половина година и ми интересира сега ти генерално си познат, јас ова го знам и од мои лични пријатели кои што биле твои клиенти, кои што прилично си ги довел до една совршена форма. Знам дека си целосно посветен или за да подобриш можеби таа структура за да излеземе од таа комфортна зона понекогаш или хибернација од која што бевме навикнати и верувам дека сега од верувањето
претходно кој што го имаат кон тебе и кон колегите се префрлија можеби на овој тип на начин на и како реагира се искрено или секој навикнат некако можеби на фитнес, на кросфит или што се некои популарни да речеме вежби. По принцип, како што кажав на почетокот. Сите сакаме да билдаме, па сега, да, значи, тоа е моментално начинот. голем дел од фитнес индустријата е фокусирана на мускулите, така, на градење на мускулна маса, намалување на масти и ретко кој се фокусира на зглобовите. Значи кога викаат еј ќе вежбаме сега грб, така, окей. Али грбот за да се движи нели има зглобови кои што го движат. Може да бидат ова се инаку е тимот. Ова е тимот. Да. Моментално сме 5 души. Така да се фокусирани на мускулите со тоа што окей, ако доколку нашите зглобови се здрави и работиме нив да ги зајакнеме и да ги зацврстиме и да немаме болка и повреди, мислам да се намали ризикот од повреди, ние ќе можеме да градиме мускулна маса врз. Значи едно без друго секако да, едно не без друго не. Но доколку градиме мускулна маса без при тоа во добар сооднос да ги зајакнеме зглобовите, тука се настанува проблемот на нели повреди во колената, болки во колената, бидејќи јас имам многу примери каде што луѓе ги гледаш дека се фит и јас сум бил на истата позиција, не знам, имаат болка во колено, во кичма, не знам, лакт ги боли, рамо, така натаму, така да. А ќе кажеш понекогаш дека тоа е затоа што не си бил соодветен со вежбите, нели знаеш неправилно да ги правиш вежбите. Да, најчесто, значи болки и повреди доаѓаат поради дисбаланс во телото. Односно, едни мускули се појаки од други, горниот дел е појак од долниот дел, горе имаме поише маса од него доле сила, дисбаланс по лева десна страна, предна задна, сите тие мускули, така да не знам, најчесто стапалата, зглобовите се слаби, колената нагоре, нели ако вежбаме горен дел, колкови. Да, многу често да гледаме примери, горе се сите, да речеме, прилично грамадни личности, а ќе видиме, нели како видиме, чечкалици може. Да, имаше една бројка пред неколку години баш Бења поделуваше, пола кило горе мускулна маса или било каква маса прави 3,5 кила доле притисок на колената и стапалата. Значи можете тоа е Значи мора да има сооднос. Сооднос дефинитивно и на тоа се работи во ATG, така и Бен ги има, запознавајќи се со Чарлс, му ги кажа тие методи што и он претходно ги нема работено и он се враќа во кошарката, прави успех, му даваат стипендија и на крај сваѓа дека окей, јас треба ова да го ширам за што повеќе луѓе да им помогнам да се справат со сите тие проблеми со телото, најчесто колената, бидејќи тоа е една од најчестите повреди. И прави бум во фитнес индустријата моментално, бидејќи има помогнато на илјадници луѓе, има моментално програмата за негова има највеќе приказни за успех за колена. Порам за луѓе што требало вештачко колено да им стават, сега се вратиле пред неколку дена стигнас, вика требаше во ноември да ми стават вештачко колено, не се оперира. Отидов сега во февруари на такмичење, медали освоил. На природен начин си го сабирал проблемот, да речеме. Да, на природен, он тоа вика, на природен начин како да си ги залечам колената и го праќам медали од скокање во далечина, скок во виз во атлетика, нешто се надпреваруваше човекот, така да тоа е целта е да се помогне и на после нека другиот. потврди некој дека немаме совршено интелектуално изграден човечки храм, кој што треба само да си го веројатно слушаме и негуваме на друг начин. Дефинитивно. Ако треба да спомнеме за ATG системот за вежбање, кој што состои нели како што велиш ти од дефинирани програми кои што се составени токму од овие стандардизирани вежби со одредени точни таргети. Што би бил конкретниот таргет? Чисто нека потсетуваме, да, нели подобрување на Се работи на две работи, сила и мобилност. Тие две работи одат заедно. како комплементарни сили во едно. Да, бидејќи ако имаме сила, а немаме растојание во кое што ќе се движиме, така не може да се движиме. Ако обратно па имаме растојание, а немаме сила да мрднеме раката во таа растојание, така пак на еден начин не може да се движиме и имаме слабост. Така да колку појаки сме во што поголемо растојание, тогаш сме позаштитени, бидејќи ете во самиот спорт, како што рече, многу е нели захтевен, бара многу движења, не знам, кошарка, фудбал, кај што ти треба, не знам, да се испружиш целосно, да ја фатиш топката со голема сила и доколку твоето тело не е и еластично и силно да поднесе таа сила и по тоа растојание, тука настанува најчесто повреда, така да се работи на тоа, телото да стане, имаме конкретни, да кажам, таргети на секоја вежба, споредено со сопственото тело, масата на сопственото тело
да се постигнат и се земени од просекот, не знам, Бен има тренирано илјадници атлети во Америка и тренирајќи ги нив гледал кој е најак во која област. Еден оптимум да се Да, најде. и да се најде некоја средина и може да се каже дека ако ја постигнеш ти тој таргет на таа вежба, Ќе биде соодветно за голема маса на народ, на луѓе. Да, си горе доле си веќе одиш кон тоа да стануваш све поатлетски спремен и поотпорен на повреди. Да, не е интер- тоа апсолутно, бидејќи така ако не знам ти влезе, те удри кола, така. Не дај Боже така. Да, не дај Боже, тоа е голема сила, телото не може да поднесе, но може да се намали штетата што се прима при тој удар, по самиот спортот и така, не знам, во фудбал фалко ќе му направат на Имено. некој или во кошарка ќе те бутнат, може да се намали штетата и да се спречи ризик да настане голема повреда. Јасно. А се намалуваат, а и тие се најчести повреди, 70% безконтактни повреди. Пример, трча и Одеднаш пука нешто. нешто, да. Тие се намалуваат над 70% Со сигурно. практикување на овој систем на вежби. Да. Кој би рекол, еве. Само интересира, уште ова пред да еве некоја вежба споделиме. Како лаик, дали да би го препорачал ова можеби за поискусни ветерани во атлетиката, во спортот или да речеме во фитнесот и така натаму, ако некој еве сака од денеска да започне да вежба и да го практикува овој систем на вежби, го препорачаш некаква можеби како да кажам, адаптибилност на почеток, не знам, да им дадете некакви вежби за кондиција, нешто како би можел да ги издржат, или сепак давате можеби полесни вежби за почетници? Тоа ќе кажа, да, дефинитивно овој систем е за сите. Самиот пример е тоа што моментално Бен тренира и NBA кошаркари и NFL рагбисти во Се Америка. со овој браво. Да, тие се едни од најспремните атлети на планетата, ќе кажам. Много вежба и мајка му што има 67 години, го вежба и татко му што има 65. Сериозно? Да, и исто јас сум пример тука, на пример сум тренер во фудбалскиот клуб Варда, значи работам и со спортисти. Имено ќе те прашав дали Да. се уште си таму. Уште сум таму, работам со професионални кошаркари и фудбалери, работам и со рекреативци од, еве, сега ни дојде едно дете, има проблеми со стапалата, 8 години има, имаме и клиенти на 40-50 години и сите можат да имаат придобивки, дејќи тоа ќе оспоредев. Значи, ова е нешто што е основа и се работи на да го спремиш телото за било каква физичка активност. Буквално некој може да оди, че имаме примери кои што некој вежба во теретана, фитнес или бодибилдинг, што е спорт, вежба кросфит што е спорт, бидејќи таму имаме треба да се направат што повеќе повторувања за што пократко време, имаме надпреварувања, се спремаме за надпреварувањата и ти кога си во надпревар, ти гледаш целта. Не запазваш толку дали телово ми е така, дали коленото ќе ми биде 100% здраво или не. Тука сме обрат, тоа не е спорт, него Ова е е цел холистички пристап, баш да, онака холистички телото да ти го спреми за спортот. Така да буквално и ако вежбаш кросфит, не се спротивставуваат, сакам да кажам. Јасно. Не е јас сум прав, они се огрешка, него одат заедно, бидејќи ако вежбаш и кросфит, и бодибилдинг, и кошарка, и фудбал, и на планини имаме се качваш и скијаш, буквално на секого може да му помогне. Добре дојдено е во секоја Да, поготово за скијачката сезона. Вчера ми кажа нешто да ја вика бев скијав, не знам, над 100 километри скијав, колената ништо други да ми викаат као Што се случува? Што се дesi, ај, не се умораш Трансформација. ништо, може да ништо, да. Така да тоа ми беше Браво. поентата дека може да го прави било кој, на секого може да му помогне, од врвни атлети до рекреативци. Не за другот прв пат те поканив, јас ти кажав и во телефонскиот разговор дека се надевам ќе бидеш што по-блиску присутен тука како стани со тренерска филма, така да ги можеби активираме луѓе и еве, ако сакаат нешто поразлично или да излезат можеби од некоја си здодевна за нив, да речем ајде, практика во текој невието со вежбање, ова може да им донесе пака не знам, поинако нешто. Искрено да ти кажам, сосема те најдов на твојот профил, луѓе те препорача и велам одма ќе ти искомуницирам, би сакал да ја представиме. Така што ова ќе биде нешто многу флексибилно кое што може да го препорачаш, да речеме можеби дома ако сака да го вежбаат, ама да ги предизвикаме да дојдат и во вашиот сега нов, како да кажеме, студио, фитнес, сала за вежбање. салон ќе ми дојше да кажам, сала за вежбање. Сала за вежбање. Супер, Бојан Диков е кусо до крајот на утринското шоу, ќе направиме само една удишка со джингл за да можеме се подготвиме со Бојан во студиото. Бидете со нас.
Вистинска на Телма, вашата позитивна енергија во етерот. Секое утро со вас со најнови информации. Во чекор со секојдневните настани, на лице место на најважните случувања. Заедно да го испиеме утринското кафе, да го подготвиме оброкот на денот, да си кажеме за се што е актуелно. Готвиме, вежбаме и се забавуваме. Ова утро со вас. Ивана и Марко. Кате и Горан. Знаеш, последните неколку години јас забележам, нема да ти кажам дека и моето тело не беше во хибернација, како зимска мечка, сериозно. Бев многу подобар со тебе, ама се обидувам некогаш така да си практикувам вежби, еве кога ти спомена планина, и велосипед ми е основа се уште. Ама ова ќе ме фасцинира, да ти кажам, можеби да ви се приклучам во тимот. Да. Ова е степерот кој што ти го донесе во Телма, можеби ви една од главните карактеристики за правење на вежбите. Па, да речам да. главна алатка од покрај многуте, макар што таму гледам влечење со тегови, има уште нешто што Да, тоа е санката, бидејќи тоа секогаш го работиме за загревање, бидејќи изакнува од нозетот, буквално од прстите на стапалата до колкови. Така да првин да се загрееме, степерот го користиме кога некој треба да намали вежбата, односно не може да прави најчесто, не може луѓето да направат некои вежби на земја и ни треба за неколку вежби. Сега ќе ги демонстрирам, но прво да се загрееме, да ги загрееме колената пред ваков тренинг, секако бидејќи ги вежбаме зглобовите, самите зглоби мора до нив потешко стига крв него мускулите. Нешто не врска, се шегувам. Значи повеќето од луѓето не може да најчесто постарите и тие што имаат проблеми со колената да чушнат доле, значи е на прстите може, ама имаат проблеми. Затоа е препорачување бидејќи тука нема место одење наназад. Океј. Ама нема се од на moonwalk. Не. Се оди со прстите позади коленото и се оди наназад, поголеми чекори е потешко, помали чекори и поспоро е полесно. Тоа кинезите го работеле со илјадници години за да спречат артритис, нели? Јас ако не грешам, ден денес има рекреативци си прават некакви кеј или што имаат некакви отворени површини. Многу популарно стана и бен многу во Америка и таму на телевизија сега пред малце видов го. Така тука бидејќи немаме простор ќе работиме ова, но доколку некој има проблем, нели, пробува да го прави, стапалата се местат малце отворени и доколку некој има проблем може да се држи за помош и работиме само ова во долната позиција контролирано да испратиме циркулација во колената. Значи вакво загревање само? Буквално тоа. Направи 50 повторувања. Сериозно? Да. Ќе ми кажеш како ги чувствуваш нозете. Ова. Каде треба да чувствам, да речам, притисокот? Над колената. Овој дел, така? Овие мускули што се над колената, што се битни. Ова е само загревање? Загревање. Колку трае некој еден час? Околу 1 час е тренингот, да. Ова е една од вежбите која што ги работиме за загревање, но е малце, доколку некој има проблеми со колената, може да се придржува буквално да работи погоре до каде што нема болка. Најбитниот принцип е да нема никогаш болка во зглобовите, само мускулите да гора. Да, веќе чувствам тука притисок, да, пресијата. Да. Веројатно тоа е вистинското. Тоа е добро. Добро. Го чувствам како да не можам да станам. Да, сега ќе осетиш циркулација. Да, и тоа како осетиш? Ова е една од најбрзите загревања. Ти си кажеш, ама ете, не е едноставно ништо. Изгледа, ама тој што ќе го проба ќе види дека буквално едно од најбрзите загревања заедно со туркањето и влечење санка моментално немаме. И тоа исто. Зарем би го издржал цел тренинг? Да. Добро. Буквално имаме луѓе. Сега следна вежба, за тоа го користим ова, е буквално кога да се симнуваш по скали, ова, но само допираш и се креваш, ова. Ова е исто за зајакнување на мускулите над коленото и коленото и зголемување доле на мобилноста на зглобот. Ајде да пробаме. Ајде пробај. Не важно со камера, така? Најчесто е, да, оваа висина 15 сантиметри, но доколку... Значи, треба да го допирам? Да. Направи 25 повторувања на едната нога, 25 на друга. Добро. Режија, ако најдете Ерик Приц Колон Ми, Дејан е во режија така што тој е соодветен. Ако најдете. И Бојан.
Ќе го осетиш глобот позади. Да, веќе чувствувам. Супер. Доколку некој има болка во колената, ние му даваме помош да си асистира со стапови Чувствувам дека левата е послаба. Тоа е тоа. Тука е тоа што го зборав дисбалансот, дека исто во спортот преферираме повеќе една страна од другата и се прави дисбаланс. И тука настануваат исто многу проблеми. Забележав дами вежбаат, девојки? Да. Сега и се повеќе. Најголем проблем и сега на следната вежба ќе видиме е исто така кај рекреативците, мислам кај сите, се дечкиот начин на живот. Нашето тело не е направено да седи 7-8 часа во столче, така да Седнува ли ги направи 25-25, ама осети како чувствувам. горат нозете. Да. Супер. Исто доколку некој има проблем, ова е степер, се вадат овие, се прави на пониско, до таму до каде што нема болка се работи. Чи таа е едната вежба. Сега другата вежба, таргетот што го зборевме треба да се стигне на земја да се работи, со тоа што малце нозете ми се диагонално и сега со ова колено туркам нанапред држејќи оваа нога права. Тоа супер. Шпага, претпоставам дека ти е лесно, така? Да, може. Затоа Ладен да направам. така е Дени. Па Ерик Приз го пушти. Треба да допрем сега- со колено или не? Не. Сега гледаш, ова сакаме да допре целосно, без задната нога да прави. Качи ја сега ногата горе. Така правиме секој да може да работи. Сега со ова колено туркај нанапред. Чекај, Добар, претпоставам дека дека е ова. Добро. туркај нанапред, да залепиш овде зад наложилист, може и да се крене пета. Ето. А не треба да допрем? Не, таа ја држиш права. Зоп. И сега се враќаш назад. Ајде, врати се назад. Супер. Направи 5 повторувања на оваа нога. 5 на друга. Дисбаланс. Со воспалени мускули. Што се случува? Ја осеќаш задната Како нога? не? Ке паднам. Браво, секој да сум се знам дека сум смешен. Ама добро за почеток. Пробај другата нога. Коленото напред, да залепиш. Три работи има. Телото исправено, залепуваш задната ложа со листот и задната нога, коленото не допира на земја. Одлично. Тоа е тоа. Ова исправено. Да. Десната? Дојди напред, овде да залепиш. Супер. Ова е една од главните вежби, бидејќи има многу. Првен ги вежба зглобовите и долниот дел од ногата, го И овој зајакнува. глоб и горниот. Го зајакнува коленото, чи во целосно свиткување. Тука веќе работиме и на зглобот. Доколку правиме до овде, работиме крај сме? повеќе на мускулите. Ајде една крајна вежба, Бојан. Крајна вежба. На последен пат сигурно ќе направиме многу повеќе во студио. Работевме за напред, сега работиме за позади. Ги ставаш рацете овде. Исправаш една нога, враќаш, исправаш друга, враќаш. Ова, да ги истегне сега. Аха. Ова е Позади некој можеш нешто полесно веќе. Да, Значи, само ова? да, исправаш една, Аха. една, супер, врати друга. Тоа е тоа. Ова е за задниот дел. Види како што кажав, од седење колковите многу страдаат, веќе во оваа позиција, овие мускули се скратуваат, позади колената и тука имаме проблем, така да овие две вежби, че оваа како што ја покажав и оваа за стегнување, можат на 7-2-3 сати стани направи 5-10 повторувања. Сигурен си дека ова мекот кило ќе издржи 1 час тренинг? Па да, ќе дојдеш ќе пробаш. Ќе видиш. Знаеш што би сакал да ти имаме редовно? Барем на месечно ниво, ако си расположен, мене ќе ми биде и на екипата уште многу повеќе. Може и мене Драго, би било мило. И ќе го поканиме твојот колега кој што ми рече дека е триатлонец, ако не се Триатлон е лажам. за државен prvак е моментално. Тогаш ќе Македонија. раскажеме неговата приказна, така што ќе бидеме во релација следниот период. Каде можат да лоцираат уште веднаш ако не гледаат ATG кај Улица Јан Хус број 33, тоа е Козле. Значи, А и на таа социјални адреса. медиуми сте достапни. социјалните медиуми сме ATG Македонија, јас сум коуч Диков, така да може да... уште не ти благодарам. Ала ти.